Во ова издание на Newsflash ке гледате. Кина ги крши основните демократски слободи со Законот за национална безбедност што неодамна Кина го наметна на Хонг Конг. Јапонија има удари на тајфун во просек 26 пати секоја година. Може ли невремето да се претвори во извор на енергија? Маските ќе бидат со нас уште некое време, но дури и со покриено лице може да бидеме насмеани. Се разбира, ќе го знаете повеќе ако останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Иван Ченаумовски. Републиканецот Глен Јанкин победи на изборите за следен гувернер на сојузната држава Вирџинија во една од неколкуте трки на национално ниво пред конгресните избори следната година. Политичкиот новодојденец го победи демократот Тери Мекалиф, поранешен гувернер на Вирџинија, освојувајќи 51% од гласовите наспроти 48%. Демократите имаат мало мнозинство и во представничкиот дом и во Сенатот, а губењето на контролата на едното или на двете следната година ќе му отежне на претседателот Џо Бајден да ја продолжи својата законодавна агенда. Резултатот од Вирџинија укажува на неодамнешната промена во поддршката, при што загубата на Мекалиф дојде откако тој имаше водство во анкетите пред гласањето. Бајден ја освои Вирџинија со 10 поени разлика на минатогодишните избори, а што друго ќе гледате од останатите вести? Кина го воведе Законот за национална безбедност на Хонг Конг во јуни 2020 година како одговор на антивладините протести, тврдејќи дека ќе го врати редот на територијата. Критичарите велат дека тоа ги намалува основните демократски слободи. Уапсени беа повеќе од стотици лица. Кина го воведе Законот за национална безбедност на Хонг Конг во јуни 2020 година како одговор на антивладините протести, тврдејќи дека ќе го врати редот на територијата. Критичарите велат дека тоа ги намалува основните демократски слободи. Уапсени беа повеќе од 100 лица. Меѓу нив е и опозицијскиот активист Енди Ли, кој беше обвинет за странски договори во 2020 откако наводно лобирал странски влади да воведат санкции против Хонг Конг и Кина. Во судските документи беа именувани неколку британски државјани. На почетокот на овој месец, британската влада им рече дека може да се соочат со апсење и екстрадиции во Хонг Конг доколку патуваат во која било земја која има договор за екстрадиција со кинеската територија. Меѓу нив беше и британскиот државјанин роден во САД Бил Браудер, кој водеше глобална кампања против прекршителите на човековите права. Поточно моето име беше издвоено затоа што имав дискусии со разни луѓе за санкциите согласно актот Магнитски против представниците на Хонг Конг, кои беа вклучени во сузбивање на демократијата. Откако ме предупредија, представниците на Министерството за надворешни работи ми посочија дека кинескиот закон за национална безбедност не важи само за домашните жители на Хонг Конг. Тој важи за секого, каде било во светот. Браудер веќе се соочи со неколку обиди на Русија да го уапси и екстрадира под обвинение за измама преку Интерпол. За него, обвиненијата се политички мотивирани. Во основа не патувам во земјите каде нема владење на правото. Така, например, нема да патувам во Јужна Африка, иако имам дом таму. Затоа што на вистина не се смета дека е земја со владење на правото. Додека пак би патувал во Германија, без оглед на договорите што ги имаат, затоа што знам дека нема да ме предаде на Русија или Кина во политички мотивирани случаи. Повеќе од 10 земји имаат договори за екстрадиција со Хонг Конг, вклучително Индија, Јужна Африка и Португалија. Британскиот продемократски активист Лук Де Пулфорд исто така беше именуван во судските документи во Хонг Конг. Тој неодамна зборуваше за Гласот на Америка. На вистина тажно обвинение и размислување за богосостојбата на Велика Британија пред Кина. Сега сме во ситуација кога не ги испочитуваа своите ветувања пред жителите на Хонг Конг, додека Велика Британија им кажува на луѓето дека не може да одат во трети земји, затоа што може да завршат во затвор. Според заедничката декларација подпишана меѓу Велика Британија и Кина пред предавањето на Хонг Конг во 1997 година, Пекинг вети дека ќе одржи автономијата на територијата според така наречениот основен закон. Во соопштението британската влада за Гласот на Америка објави: Обединетото кралство нема да го сврти погледот кон Хонг Конг и нема да ги отфрлиме нашите историски одговорности. Ќе продолжиме да ги поддржуваме жителите на Хонг Конг.
Јапонија е на удар на тајфуни во просек 26 пати секоја година. Стартап компанија разгледува начини за користење на невремето како извор на енергија. Повеќе во продолжение. Погодена од силен ветер и дожд, ветерната турбина со вертикална оска Магнус генерира енергија. Јапонскиот стартап Challenger вели дека таа може да извлече нешто позитивно од бурите кои често ја погодуваат Јапонија. Ветерните турбини вообичаено изгледаат како джиновски вентилатори со вертикални перки кои се вртат и генерираат енергија. Но колку турбините се поголеми, толку се поизложени на бури и силни ветрови. Атицу Шимизу од Challenger вели дека вертикалната оска го менува начинот на кој бурата влијае на турбината и со тоа создава можност за користење на нејзината енергија. Вертикалната оска прави насоката на ветерот да нема влијание. Со користењето на системот Магнус наместо пропелер, системот може да биде контролиран безбедно дури и при силни ветришта и при тоа да генерира енергија. Chalen Energy ја тестира турбината во Окинава, на југот на Јапонија, како и на Филипините. Метеоролозите велат дека поради климатските промени, тајфуните во овој регион стануваат се почести и се посилни. За жал, маските ќе бидат со нас уште некое време, но дури и со покриено лице може да бидете насмеани. Репортажа од Нью Йорк. That's part of what excites me to go out now and be selective about which kind of mask. Тоа е она што посебно ме возбудува, да бидам селективна за маските што ги фотографирам. Она што фотографијата ја прави убава е насмевката на лицето. Може да е хируршка маска. И мислам, тоа што ја прави фотографијата интересна е искрената насмевка. Кога COVID-19 дојде во Нью Йорк кон средината на март, забележав дека луѓето избегнуваа контакт со очи, но и тогаш забележав некои насмевки. Зборував со непознато лице на улица и се насмевнав со маска на лицето. Видов дека ја забележаа мојата насмевка и возвратија, им видов во очите. И така го започнав проектот наречен Насмевка со маска. Барав од њујорчаните да се насмевнат додека носат маска. And it's been a really rewarding series that I've been continuing to work on. I think I have hundreds. Серијата ми донесе многу задоволство и продолжив да работам на тоа. Мислам дека направив стотици и стотици фотографии на маскирани лица со насмевка. Никогаш не знам дали сакате да ве гледам или не. Верувам дека искрена насмевка се гледа во очите. По толку различни насмевки што собрав, мислам дека забележувам благоста што зрачи од очите кога луѓето се насмевнати. Многу сум благодарна на сите што споделија со мене искрена насмевка. Видете, овој пријател овде ми даде одлична насмевка со маска. Остани позитивен. Ќе се видиме подоцна. So when I go out with my camera for these short walks, I'm wearing a mask and I keep a 6-foot distance and Кога одам со фотоапарат на овие куси прошетки, носам маска и држам дистанца. Приоѓам со мафтање за да ме види лицето и се обидувам да ги ангажирам во разговор. Ги прашувам дали може да ги сликам со маска додека се смеат. Сакам да му дадам на Нью Йорк инфузија на енергија. Се надевам дека тие ќе продолжат да се насмевнуваат на други луѓе, за да се прошири како наш сопствен вирус на позитивна енергија. Како фотограф и некој што го документира Нью Йорк, беше многу интересно искуство да се крене духот на Нью Йорк со овие фотографии на насмевки со маски и сега со протестите за важноста на црните животи. Чудно како тоа се менува. Се чувствувам поврзана со луѓе што не ги знам, поврзана со мојот град. Сигурна сум дека луѓето ќе продолжат да се смеат низ овие тешки времиња. Насмевката е половина здравје, нели? Од мене толку, со повеќе информации се гледаме утре повторно. Пријатно.